Ова сакам да видам, ова е безбедност. Сега да видам дали некој ќе се мота овдека. Што мислите ви, ова влада собрание па шатори овдека? Колега, дојди вамо. Дали е се спремно? Проверив, господине, нема веќе никој назад. Провери уште еднаш. Нема. Уште еднаш. Нема никој. Добро е. Музика. Музика. Петар, музика! Дами и господа, добре дојдовте на представата на професионалниот театар во Тетово, театарски Джумбус. Уживајте додека ги гледате професионалните актери на оваа сцена. Исклучете ги вашите мобилни телефони и имајте пријатна театарска вечер. Представата започнува сега. Дами и господа, професионална екипа. Представата може да започне. Каде се професионалци? Каде сте професионалците? Ги нема, господине. Како би ги нема? Така ги нема. Ја мислев дека вие ќе донесете своја екипа вечер. Абе, каква моја екипа? Каде се професионалците? Каде е старата екипа? Ја мислев дека вие ќе донесете. Сега разбирам. Што разбираш, бе? Што разбираш? Каде се старите луѓе? Како да ви го кажам? Па со прости зборови. Со сета своја почит, господине. Вие сте толку многу задубени во својата канцеларија, бројќи ги парите играјќи покер на Фейсбук, што воопшто не сте били известени дека професионален театар во Тетово не постои. Не постои. Како бе не постои? Така убаво не постои. Вие не сте излегли од својата канцеларија да видите што се случува. Тоа е ваша работа. Вие сте професионалеци, вие треба да составите екипа, но тоа го нема. Моја екипа? Абе, јас сум директор, ја немам работа, тоа е твоја работа, ти што работиш? Јас го нагледував аматерскиот театар. Тука цели издруженија земаат пари за представи во кои се вложува минимално. По кој квалитетот е еднаков на нула. Каде некои режисери наплаќаат за учество во представа, други ги подбутнуваат талентите и ги игнорираат. Со еден збор театарската сцена во Тетово е хаос, господине. Јас искрено се надевам дека вие ќе донесете свои нови луѓе. Зошто ти порано за ова не ме извести? Затоа што никој не може да ме најде, господине директоре, не излегуваат од канцеларија и не се ангажираат. Сега што ќе правим? Да примавте секого. Да ги гледавте ролите пошироко и се поангажиравте малце. Работи веќе беа подруги. Но сепак што бинало, морамо да ја решиме ситуацијата. Чека публикава сала напунете. Што ќе правиме?
А јас не знам што да правим. Не е само пиење у канцеларија. Што предлагаш? Да ги викнемо деца. Деца што ги бркаме цела вечер. Зошто да ги викнемо? Секој нека се доврши својата начинка која ние прекинавме. Тоа му би дошло точна минутажа да се дојде до крајот на вечера. Што велите? Викни ги. Викни ги, ама да знаеш, после ова, јас и ти убаво има да разговараме. Драга публико, одиме со довршување на сите драми. Кој брат ме тераше да се Па преселуваме? ти си крива! Ти само сакаше да се пресели. Јас будала тебе ти верувам, тебе ти се поверувам за бирање на станот. О, се вида оној Кенеди што другар ти бил, битно си ги зеде парите, ние што трпиме гајле му е, ни другарите не знаеш да си ги избираш. Сите ти изигруваат, бре. Кој мори ме изигруваат, па нели ти сама сакаше станот од Кенеди да го купиме? Јас сум сакала. А, и ова лифтов што не работа, налет више, еј. О, убей жена два куфера да носиш, што лашće беше да ти? Па мора негде веверчова енергијава да ти излезе, душава ми ја извади. О, убе, јас сум виновна, нови почетници со тебе ќе сум башувала. Ама, Верче, Верче. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Пак ли ти бе, комшија? Јас сум комшивке Боба, хитно е. Па кога не е видно со тебе, што е овој пат? Слушај, комшивке Боба, новиве комшије само што се оцелија, ги раскаравмо, мисијата е успешна. Браво бе, комшија. А ја идем сега. Кај си пошел, комшија, чекај? Па да свикам без куќен совет, да се почастимо Е, мало. ќе се почастиме. Кај мене на едно кафе, а? Ајде, ајде. А, комшивке, ама покасно и би навратила, ама сега морам да идем, да се почастимо. Комшија. Ајде се не ме разочаруј. Што викаш, бе, лошите работе са хитни, а добрите може и да Добро, почекат. лошо не е важно. Зете, возете, немој ме ваке да ми правиш те молим, еј. Стани бе, жити мене, еј. Стани бе. Ајде бе, почај. Каде су? Седи, сега ќе ти кажем. Магла ми е све. Сега ќе ти кажем. Каде су? Ајде бе. Што се ти, знаеш секој си? Знам кај си. Ќе завршиме работава? А, да, ќе завршиме. Значи има согласност твоја. Има. Ќерко? И моја. Па еве прогласувам за маж и жена. Зете, со нига. Зете, па и едно внуче. Внуче, да? Внуче бе. Ама сепак признај, Бобовски лушки се наши. Мој се почитува. Наши се наши. Мој се почитува. Наши. Почна семената и дила. Идем да земем шампањско, доаѓа. Наши се. Мој се! Мој се! Наши. Не бегај! Дојди ваму! Замина е, пушката на нема. Абе, пуна е. Зеле пушка.
мене. Јас седам сама, гледам турски серии, пикам благо и чипсови ко ненормална. Ало. Ало, добар ден, благо и че ви треба? Деки немам швалерка. А сакаше да ме запроси. Леле, го навредив човекот. Деки! Деки! Ке не рајбе пушти музика, ваќе не се седи више. Што бараш, мори, ти овде? Здраво, жути. Ма какво здраво? Што? Бог да чувај. Жути, да знаеш кој е Деки? Не знам, а излагај. Како не знаеш? Така не знам, што ме интересира кој е Деки мене. Бого, Абе ти, да знаеш ти кој е Деки? Откъде аз знам, абе я излагај ти. Ајде. Не знам. Сигурно е овде. Цел град го пројдов, никаде не го најдов. Сигурно е овде. Не е овде излагај, ајде. Деки! Со кој лице мори доаѓаш овде? Деки, те сакам! Деки! Абе не вика че ми избрка од кафанава, сваки ден сум овде, срамота е. Деки! Знам Ова е дека ти чупната овде те била. сакам, Деки! Ај. Деки! Жути добре. Деки! Деки, прости ми, Деки! Погрешка на домашот ми се јави некоја жена. Бараше некој благојче. Мислев дека ти е швалерка. Прости ми, Деки, те сакам. Деки, прости ми. Деки, те сакам. Вече добре, смири се. Те сакам и јас. Ќе се омаđиш ли за мене? Да, Деки, да. Абе ти не си нормален, си отишол ти со паметот е. Ај. Извините бе за све смутке што ви ги направив, ама па не сум само ја крив. Сваки си додавал своје масло приказнава за Незеро и тоа... Абе добро сега, абе људи смо, се дешава. Абе можда и јас сум требал пубаво да ви објасним, ама... Абе Енис, абе најбитна ствар у другарство ово е да си има доверба и диалог. Ама добар диалог. И да, Енис, тоа што ви реков да очекате Никола. Забрајте тоа све. Што е моје само ќе си дојде, па сега... Тоа е. Ај сега морам да исучим, татко ми ќе дојде на советување и да, поздрави га цела екип. Добро, Веси. До кога се овие глупости од тебе, а? До денеска, тато. Решив да се мењам, ама сега ствар. Ако мислиш дека ќе ти пројде и овја пут на овја форе ми проаѓаш више некое време, овја пут нема да пројдеш. Дај бе, синко, уозбили се, смири се, среди се. Нека има смисла малу животов твој. Унеси малу љубов и радост у тоа што го правиш. Не е све Фейсбук, не е све тепање. Излези малу, прошетај, дружи се. Немој, остај тепање, иди, гледај театар. И пронајди го тоа што со радост го правиш у животот. Знаеш што е тоа? Имаш ли нешто што од срце го правиш у животот, а? Да, тато.
Да се занимавам со музика, нешто. Ето, посвети се на тоа. Ко имаш цел у животот, све си има смисла. Живот без цел е камува без глава. А живот со цел е камува со глава и со двоглед и со ентузијазам да лета шо подалеку. И? Што и? И за секој ќе го поминемо животот скриени во канцеларија? Седејќи на купче пари? И дозволувајќи му на живота да си одмине? Секој си гледа сам за себе во оваа држава. Тоа не си го сватил до сега. И? Што ако е така? А? Можеме и ние да направиме нешто. Хајде, не трескај глупости. Што ти стана на тебе? Децава ме разнежни. Што? Децава ме разнежни. Ме мотивираја. Колку ентузијастички расположени дечи. Ме вратија на старите времиња кога јас и ти бевме млади надежни. Ги видели? Ти 100% си се мрднал со памет. Добро, не знам зашто комплицираш. Седиш си на место и пикај парите во джеп. Директоре, или заборави дека и ти беше еднаш уметник. И беше ти како нив. Бевме млади надежди, бевме уметници, ало! Сум ти рекол тоа да не го споменуваш повеќе. Но зошто? Кажи ми зошто? Децава стварно ме вратија на старите времиња. Јас свирев гитара, ги забалував луѓето, имаше пење, смење, џагот. А ти? Ти беше најдобар меѓу нас, најдобар вокал, најдобар, ало! Најдобар беше! Доста! Не го споменувај тоа повеќе. Тоа беше еднаш и веќе никогаш. Тоа беа луди времиња. Мислевме дека се е возможно. Тогаш мислев дека можам да го зграбчам животот над ланка. Но доаѓа време кога треба да заборавиме на сето тоа. Доаѓа време кога треба да направиме семејство. Некој да зависи од нас. Ние од него да зависиме. Доаѓа време кога треба да се откажеме од сите соништа. Ти добро знаеш како јас дека тоа беа луди времиња. Мислевме дека се е возможно. Мислев дека можам да направам промена преку уметност, преку музика, но сето тоа беа глупости. Најдобро е и за тебе, и за мене да заборавиме на сето тоа. Да се останеме во сенка и да работиме онака како што налага системот. Така ли? До кога живот без цел, а? Се обидовме да водиме и ваков живот со пари. Но многу ни јасно дека вака не оди повеќе. Не можеме вака повеќе. Колку и да се трудиме, тоа некаде ќе пукне. Да се вратиме. Знаеме дека тоа не е тоа. Се беше идеално во тие стари времиња, живеевме за нешто. Се додека не дојдоа парите и го сменија сето тоа. Зарем парите толку може да го промена човекот, кажи ми. Не сакаш ли тоа повторно го почувствуваш? Кажи ми, не сакаш ли? Престани да ме подсетуваш на тоа! Јас не сум уметникот. Не, ти си. Јас знам. Уметникот го има таму некаде длабоко внатре. Го има овде. Тој постои се уште. Зарем не ти текнува на адреналинот кој ќе идеш на сцена? На сите оние расположени луѓе кои беа дојдени да слушаат нашата музика. Твојата музика. Изразот на нивните лица кои танцуваат по мелодијата. Аплаузот кој ќе завршевме.
Кажи ми, зарем не сакаш тоа повторно го почувствуваш? Ти си кукавица. Кукавица си ти. Не сум кукавица. Јас сум реалист. Но некогаш беше идеалист. И беше среќен. Не можеме да ја потиснуваме уметноста во себе си. Колку и да се трудиме, тоа некаде ќе пукне. Да се вратиме. Да се ослободиме од овие сврдливи костуми. Да се вратиме на музиката и да направиме промена како што секога сакавме. Може би, една капка во морето капки не е ништо. Едно зрно песок на цела плажа не е ништо. Но сепак и морето е составено од капки и песокот е составен од зрно. Некој мора да го направи првиот чекор и да бара слобода на уметност, на слободно говор, музика, без корупција и без неправди. Фали го ја Костино! Фали го ја Костум, биди ти! Биди уметникот. Уметноста нека победи не парите. Живот со цел. Завесата е спуштена. Уште пред да почне представата. Луѓето не знаат докаде оди дното, ниту каде им е главата. Овој хаос потребен, овој град непроменет. Талентот чека карта за да може да биде проценет. Лудило не се глуми, лудило е страшна диагноза. Дали ова наша пропаст или лоша временска прогноза? Медиокритет, потројство, разноразни завери, позади бина злоба, сите се сакаме пред камери. Кога никој не те слуша, има само неправди. И не знам дали некогаш ќе гледам те. Кога ќе слушам дека теково, ќе свати се. Би продали душа и тело, само за пари. То толку силно вас да ме победи. Слобода на уметност, живот со цел. Нема препреки да следат, слободен свет.
džumbus ova je hijerarhija. Glumasite, glumivenije i deca od partija. Gram talentni prostor za srca umetnosta. Ovo je scena koja se kumira vrednosta. Создадете свет каде ќе бидете слободни. Каде за влез само добра волја и желба се доволни.